Грст предложи бизнис заедницата изнесе за ревитализација на штипската економија, но и нови правци за низиниот прогрес на синокешната работна средба со градоначалникот Иван Јорданов. Изградбата на фотоволтаични централи за ефтино производство на енергија е едно од тие. И во е сега шанса за развој на градот, некако да кажам, да не кумулира работна снага. Меѓу тоа пак има профит, пак тие луѓе ќе живеат, значи ние имаме интерес од тоа. Па таа е наша енергија, значи од нас лесно е после да се собере било кој да кажам дали премиер или да кажем слушај ќе продава теко сега 170 евра по мегават. Локалните власти се на иста фреквенција со бизнисмените кога во прашање е изградба на фотоволтаични централи. Затоа тоа кое што ние моментално го работиме е да видиме на веќе постоечката инфраструктура, кога мислам инфраструктура зборувам за трафостаници, кај што би можеле овие површини да бидат искористени за фотоволтаици. Да креираме такви парцели и да ги понудиме на заинтересирани страни. И во процес на размислување на барање на локации во овој момент работиме. Бизнисмените побараа и изобразување на решението за примена на дуалното образование. За нив, практиканството е основна база за обезбедување на свежа работна сила. А тоа е суштината на развој на бизнисот на државно ниво. Така да мора да најдете начин, аз знам дека е многу тешко. До сега не са 5 години, 50 години се најдат. Треба работна сила. Ние ја губиме работната сила. Губењето на работната сила значи затворење на производствени капацитети и губење на пари, како на пример 3 конфекции затворија по 1 милион, 3 милиона. Просек, ако не и повеќе. Било на времето, сега која затворија е помогу. Тоа се големи пари изобшти на Штип. Еве нека има од тој колач од тие 3 милиона дивизии, на годишни нивот 2% да има поврат од овие пари кои шоат во државната каса од буџетот, тоа се колку? 3 по 2, 60.000 евра, така? Локалните власти силно се концентрирани за изноѓање на потребен простор за изградба на индустријски зони. Најоптимистички за година дена од сега ќе имаме комплетно нови парцели за индустријски зони, а до тогаш ние веќе разработуваме годишна програма за располагање со државно земјиште кое што е со намена индустријска зона. Вакви средби ќе се одржуваат еднаш месечно со идеја за вклучување и на други важни чинители за развој на локалното стопанство. За наредната работна средба поканите се директорите од овдешните средни училишта со цел конкретизирање во примената на дуалното образование.